Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денес е предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водите, усогласување со новиот закон за прекршоци и новиот закон за инспекцијски надзор и нормално менување на името, вашиот најголем достиг, а уствари најголемиот срам за еден народ. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за водите се предлагаат измени и дополнување во членовите 243 и 244 до 248 во насока на утврдување на нови износи на глоби за прекршоците сторени од страна на физички и правни лица, согласно лимитите предвидени во Законот за прекршоците. Измени и дополнувања се направени и во делот на инспекцијските одредби со цел нивно усогласување со новиот закон за инспекцијски надзор, при што се заменува опомената како инспекцијска мерка со едукација. Па ќе го замолам министерот да ми објасни каква е таа едукација, на кого ќе му се врши едукација, не ми е стварно тука јасно. И овој закон ќе го поврзам со овогодишното намалување, драстично намалување на водата и во Охридското езеро, катастрофа во Преспанското езеро, а и последица чувствуваат и водостојот во реките во нашата држава. Откако се повлече езерото, знаеме дека и еколозите стравуваат и за растителниот и за животинскиот свет во Охридското и во Преспанското езеро и во реките, особено за плашицата. Нивото на Охридското езеро оваа година беше на кота 693, што е 1 сантиметар под природниот водостој и 8 сантиметри под дозволената кота, утврдена со билатералниот договор со Република Албанија. Меѓутоа, можам да кажам дека ова не е само резултат на сушната година, затоа што и други години биле сушни, па вакво намалување на нивото на Охридското езеро, јас навистина не се сеќавам. И тоа не е само резултат на тоа, туку резултат на несоодветното управување со водните ресурси. Оваа година водата беше толку повлечена што имаше мини песочни плажи и мини песочни острови. Нивото на Црниот Дрим и под ниво беше, така да еколозите укажуваат дека тоа настанува како резултат на прекумерното испуштање на вода од Црниот Дрим за потребите за производство на електрична енергија, а тоа влие врз, пак ќе кажам, и врз животинскиот и врз растителниот свет на водата, и еколозите предупредуваа за можна еколошка катастрофа. Искрено да ви кажам, откако е дојдено СДС на власт, што фаќа и сушија. Оваа катастрофа е благодарение на расипничкото однесување на власта на СДСМ, затоа што власта дозволува прекумерно испуштање на вода во Црниот Дрим. Зошто власта го злоупотребуваат езерото за производство на електрична енергија? Зошто не превзема навреме соодветни мерки преку кои ќе се спречи понатамошното влошување на состојбата во Охридското езеро? Можеше само да се постави брана и да не течи водата по Црниот Дрим, меѓутоа очигледно профитите беа пред се останато. Водата како ресурс, истото се случува и во Преспанското езеро. Знаеме сите дека двете езера се меѓусебно поврзани, меѓутоа како оваа година што има намалување на нивото на водата, никогаш досега немало. Водата како ресурс мора да има висок приоритет за заштита и јас по она како што гледам како работите
и како земате кредити и заеми, еден ден кога ќе немате пари да ги враќате тие заеми, мислам дека ќе почнете да ја продавате и водата, па затоа, господине министер, ви препорачувам да се донеси закон со кој што ќе се спречи продажба на водата во Република Македонија, затоа што тоа е едно од богатствата кои што ние ги имаме во Република Македонија. Водостојот во Преспанското езеро, измерени во септември, е околу 512 сантиметри под нултата точка на водомерната летва во хидрометеоролошката станица во Стења. Тоа е за 20 сантиметри помалку во однос на почетокот на март 2020 година. Знаеме дека од 1963 година водостојот на Преспанското езеро е намалено за околу 6 метри, што е многу загрижувачки, а од друга страна и населението ја користи таа вода и за земјоделските култури и за индустријата. Значи, почнаа откако дојде животот во Република Македонија да осеќаат и езерата. За да влеземе во Европска унија, отпадните води ќе мора да ги пречистуваме. Европската комисија уште во 1991 година има донесено директива за урбани отпадни води, при што во член 5 од истата е поставена времена рамка за неопходност од изградба на станици за пречистување на отпадните води за поголемите населени места во состав на државите членки на Европска унија, меѓутоа бидејќи ние се стремиме да станеме членка на Европска унија, потребата за изградба на пречистителни станици на отпадните води постои особено во големите градови на нашата република, а податоците од Државниот завод за статистика укажуваат дека 72,2% од вкупното количество на создадениот отпадни води во 2018 година, значи се испуштили прочистени во подземните и наземните води во земјата, и ова е причина час поскоро да се инвестира во пречистителни станици на отпадни води. Тие се капитални инвестиции со високи оперативни трошоци во експлоатација на системот, да се прифатат технологиите кои ќе бидат гарант за постигнување на потребниот квалитет во согласност со Европската директива за урбаните отпадни води. Мора да се работи повеќе преку кампања на општествено ниво, да се едуцираат луѓето дека не смеат да фрлаат ѓубре во водите и во реките. Тука нормално треба да се вклучат и инспекциите, надлежните институции да ја вршат својата работа и контрола, меѓутоа, значи треба правила, казнени мерки, меѓутоа тие треба и да се спроведуваат. Ке повторам, во општина Битола беше започната пречистителна станица, постапка за евалуација, физибилити студија направена, проектна документација готова, обезбедени средства и требаше таа да биде готова и да започне пробната работа во 2020 година на целиот систем, меѓутоа 4 години СДСМ на власт, постапката за обновување на пропаднатите одобренија за колекторите во моментот ја имаме. Мислам дека тоа се случува по трет пат. Зошто тоа е направено, не можам да разберам. При се готово да не се изгради за во овие 4 години е катастрофа за вас како власт. Благодарам.